Драги мои, добар ден. Вие сте со Црвена линија и повторно пред нов предизвик. Тоа значи дека денес повторно имаме тема за која што верувам дека ќе бидете вклучени не само на социјалните мрежи, туку ќе се охрабрите, можеби некој од вас и за прв пат ќе го заврта телефонскиот број 023076677. Како и да е, еве зашто ќе зборуваме денес. Според министерот Алити, со новите законски измени, етничката припадност ќе мора да ја избереме еднаш за секогаш. Национална припадност е чувство, ама нема пишмарење при вработување. Она за што ќе зборуваме денес со вас е и ќе ве прашаме секако до кога ќе си играме со етникумите? Дали е време балансерот да се укине, а работа да се добива со стручност? Ако не заследите на Инстаграм и тоа веднаш, ќе можете да земете удел и во денешната анкета која што објавуваме на Инстаграм Црвена линија Стори, каде ве прашуваме дали би лажеле за националноста при вработување. Одговарате едноставно со да или не, а резултатите постојано ги објавуваме таму никаде по рекламите. Црвена линија секако секој некој што ќе се вклучи во ова денешно издание ќе го праша и дали со овие законски измени може да се деполитизира администрацијата. Сега она што е важно е да се загреете и подготвите, а ние секако ќе го пуштиме во продолжение прилогот на Елена Муковска. А вие ве очекуваме. Еден ист кандидат на различни огласи за вработување се пријавил со различна етничка припадност. Ваквите злоупотреби на балансерот ќе се надминуваат со законски измени, најави министерот за информатичко општество и администрација Адмир Ималити. Не планира промени во процентите на балансерот, кој сега го содржи вкупниот процент на резидентното и нерезидентното население. Министерот тврди тоа е според методологијата од 2015. Кандидатот кој ќе аплицира за одредена работа, ако еднаш ќе селектира националност македонец или албанец или турчин или соодветна националност, нема да може да го промени како што е ситуацијата со МБГ сега, што не може да се промени и со тоа мислиме дека ќе го средиме. Што се однесува до процентите, методологијата останува иста што е од 2015 година. Методологијата на која се повикува министерот посочува единствено дека при распределба на вработувањата треба да се земе предвид процентуалната застапеност на припадниците на заедниците од последно спроведениот попис, но не е посочено дека тука треба да бидат вклучени и нерезидентните жители. Ова беше спорно и за статистичарите кои посочуваат дека сите планирања во државата се вршат врз основа на резидентното население. Алити ветува и деполитизација на администрацијата и вработување по мерит систем со измените на законите за вработени во јавниот сектор и за административни службеници, кои се на јавна расправа. Професионална администрација не може без да се професионализира раководниот кадар, одговараат синдикалците. Ако сакаме реформа во јавна администрација, првиот закон што треба да се донесе закон за висока раководна служба, каде што ќе се ограничи, односно ќе се овозможи на владата да именува директори, генерални секретари, државни секретари, веќе тие функции да ги извршуваат професионалци. Драв верзијата на законот за висока раководна служба министерот ја најави за крајот на годината. Синдикалците посочи и други проблеми: дискриминација во зголемување на платите, долги дисциплински постапки и нетранспарентност. Верувам дека сте подготвени и загреани веднаш да бидете вклучени во Црвена линија. Пред да го вклучиме гледачот, ќе ве потсетам секако и задолжително за следете на Facebook, профилот ни е Црвена линија и секако профилот на телевизија Телма, каде ги објавуваме нашите теми секојдневно, каде што можете да коментирате, шернувате и лајкнувате. Најголем лајк имаме доколку имаме веднаш гледач и еве да слушаме што ќе каже на прашањето до кога ќе си играме со етникумите и дали може би време балансерот да се укине, а работа да се добива со стручност. Добар ден. Добар ден. Секој добро, вие сте во Црвена линија. Поздрав до Телма телевизија 2016 е од 2006 до 2016 демократија и емисијата е водата. Да се пуштена. Ова што го предлага од ДУИ за вработување на администрација, тоа е чисто лага. Чисто подписува фалшификат кога
граѓаните не го признават и партијата која има да верба од ВМРО пописот требаше да биде електронски, не со податоци и со фалсификат, со познатиот директор на спроведување на пописот, Апостол Шимовски, кој ги бришеше, а тоа ги бришеше невработеността на невработеността од негово време, кој на Тапанџија му наредуваше. Ово е само на лек начин да се заработува пари на лек начин. Овој попис е сега не признат. Ово вработување што го предлагат само до албанскиот блок, од дуи кој штета нанесена на овој народ од 2001 година, индикирани во оние што ти знам, и сега се рекламираат они само да се они вработуваат. Дека е тоа право, они наш народ има квалитетни образовани, ови само со купни дипломи на рад. Благодарам многу што се вклучивте во Црвена линија. Ќе потсетам да се внимава на тајмерот, 90 секунди се одредени за секој гледач. Мерете го времето и секако намалете го тонот на ТВ приемникот. Одиме со вклучување на нов гледач. Добар ден. Здраво. Здраво, секој е добро. Види вака, со етникумите не си играме ние, него етникумите играат со нас. Значи, ние сме држава апартхеид. И ова што се каже дека балансерот ќе се укине, мало морген, нема од тоа ништо. Може и за јавност ќе се укине, али ќе биде нелегален, на друг начин, значи ќе се спроведува, може и поопасен него овој јавниот. Дури беве денеска, да речеме, бев присутен во една фирма тука во Скопје, бев за некоја моја приватна работа, и еден од тие вработените ми кажа дека еден од ранковните кај нив ше запослен прави приватна фирма. Наметнато, значи мора да го запостиш. Значи самите тие тука вработени, тој му го кажа. Значи си ја тераат работата. Тој што решил да се ја тера работата, си ја тера. А што ти беше на екстра прашањето? Дали би лажеле еве за националноста при вработување? Види, мене не мислам, ја веќе сум у години, така да многу не ми е битна, у пензија сум. Али многу луѓе сум чул, вака и дознавам по народ, дека многу македонци се пишале ранковни. Значи, само за да се вработат. Многу луѓе менјале презимења, имал породите да по она друго презиме. Благодарам многу и вам за јавувањето во Црвена линија. Ќе потсетам уште еднаш, внимавајте на тајмерот, 90 секунди, тоа е време траењето за секој гледач кој што ќе се јави на 0230766777. Ако имаме гледач, веднаш преминуваме на вас, вие имате предноста. Добар ден. Ало, добар ден, значи сега сум јас? Да, вие сте и добре ни дојдовте во Црвена линија. Да. Си го слушнав гласот. Намалете го тонот на ТВ приемник. За ти изборував, мислам дека не слушате. Вака, душиче. Дефинитивно злоупотреба на сите права од страна на албанците има. Тие се министри, во администрација ги има 50% колку што ги има и македонците. Дефинитивно имаме превработеност од албански граѓани кои што не живеат во Македонија, не се македонски даночни обврзници, а се пријавени со посулчиња за да добијат државјанство. Се е тоа со помош на СДС доведено до таква состојба и дефинитивно администрацијата треба да се кастри и да не донесат било каков промена во законот, него да си остане тоа со тоа што ќе им се спроведе само на резистентното население. Нигде кај свет. Ние Македонија станавме како заморчиња за сите експерименти. Каде има во светот балансер? Нека оди во Албанија, ајде да видиме, ќе се пријавиме како албански граѓани. Еве ја прва ќе отидам, ќе се пријавам и нека се вработуваат нашиве. А еве вие доколку би требале да се вработите сега, дали би лажеле за националност? Ја да ви кажам прво, сум македонка по сите основи, јас имам минат труд
во тоа македонското. Имам од прадедо до дедо, од Илинденци до Скоевци, до Така, тоа Паштински, значи дека не. Би било... Дефинитивно не би. Благодарам многу што земавте учество во Црвена линија. Значи, ве подсетувам покрај тоа што може да не заследите на Facebook Црвена линија и секако таму да коментирате, ако може би полагодно вие да се изразувате на таа платформа, но секако добре дојдени сте да се чуете и во Црвена линија. Затоа е доволно да го завртите бројот 023076677. А секако ве охрабруваме да земете учество и во денешната Инстаграм анкета која што објавуваме на нашето стори Црвена линија, каде прашуваме дали би лажеле за националноста при вработување. Одговарате со да или не. Добар ден за новиот гледач. Ало, добар ден. Секој добро и вам. Ви благодарам и ја вас ве поздравувам. Голем поздрав. Убава работна недела. Дали со овие законски измени може да се деполитизира администрацијата? Па може. Прво вака, јас би излегол со моje излагање. После распадот на Југославија добивме една држава која што ја можам да ја наречам партал држава. Не е навредливо затоа што вистината ја прикажувам. Се јавам од гостивар како македонец. Кажете ми, кој ме прашал мене за вработување како 20%, 15% гостиварци македонци. ВМРО ДПМН не сака да не замислат. Овие исто. Кај припаѓаме ние? На кој етникуми? На кој балансер да се јавиме? Јас сите ги... Кај има тоа да бидеш припадник на една партија и да одиш да лепиш плакати, да прикажеш еден тоалет папир, да бидеш директор од ВМРО ДПМН? Или од СДСМ? Кој што ни поима немаат што значи прво по уставот држава, не се државотворни, партиски, сите кои се вработуваат на овие неетникуми, тоа се злоупотребуваат системот. Ние не знаеме што е демократија прво и прво. Секој влече само за себе. Не, нашите македонските партии влечат само со криминал, а другиве етникумите си влечат за својот национален. Благодарам многу за јавувањето. Ако се чувствувате недоискажани, 90 секунди е тајмерот. Подсетувам, внимавајте секогаш да не бидете прекинети, но се уште траеме, па обидете се уште еднаш да добиете уште 90 секунди. Ни јавуваат од режија дека имаме гледач, што е добро, да видиме што ќе ни каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден и вам. Благодарам. Па за мене лично ќе кажам балансери, значи апсолутно не се потребни во никоја смисла. Меѓутоа, за мене е најоригинално да постои значи систем, конкурс, квалитет, каде што сите кои што сакаат работа да добијат било каде, било каква, ќе поминат преку конкурс, каде што ќе се избере најквалитетниот, најдобриот и нема на шалтерите да чекаме со сати и со денови да не враќаат назад. А вака како што, значи некој замислил да има балансери, да има не знам какви под услов, под изговор помагачи, тоа е само губење време и фрлање магла и луѓето значи да ги спутаваме на погрешна адреса. Ово, значи за нас ние дури сега ќе кажам правевме попис. Ние имаме резидентно население и тоа население треба да фигурира, а не балансерот да ни кажува дека не се 23, се 31. Ние ако земеме македонци по род или од други националностите од Македонија се излезени од држава, значи не 20%, сигурно 100% поиќе од оно што не има во државата. Дали треба ние сите да ги ставиме во со тој балансер, значи да фигурира си? Не. Значи, затоа стои резидентно население кое што повторно ќе речам, внимавајте на тајмерот, но како и да е, големо благодарам и вам за јавувањето во Црвена линија. Охрабрувам да останете до крај со ова издание, бидејќи имаме гледачи, па и ве може да видите дали некој од видувањата на другите гледачи кои што ќе се вклучат ќе биде некако идентично со она што сте го кажале вие. Како и да е, идеме со нов гледач. Добар ден. Ало? Добар ден, секој добро, Црвена линија. Ало?
Ве слушаме, во црвена линија сте. Прашањето е дали е време балансерот да се укине. Па да е работа да се добива со стручност и уште едно дали со овие... Не е проблем балансерот, проблем се партиите. Така да има полно македонци кои што се пишале како албанци, турци, бошњаци и така натаму, и кои што биле избрани за суди во апелација и во основните суди низ Македонија, апелационите судови. Јас само тоа сакам да го кажам. Значи, балансерот не е пречка, пречка се партиите. Значи, судството е партизирано и политизирано. Толку. Дали ова го пренесуваат и слушаат партиите, не знам, ама дали вие го пренесувате на партиите? Толку. Па Телма е национална телевизија. Доволно да биде вклучен ТВ приемникот на Телма телевизија и во моментот кога оди црвена линија, неминовно дека сите ќе можат да слушнат и секако да угледаат во тоа какви ставови размислувања имаат нашите гледачи како граѓани на оваа земја. Ако имаме нов гледач, преминуваме веднаш на него. Добар ден. Добар ден. Одлично ве слушам, тоа ми е драго, па еве, што ќе кажете, пред се дали би лажале еве за националноста при вработување? Тоа е нашето анкетно прашање. Так, на анкетното прашање ваше би одговорил, јас не би лажал никогаш за мојот етникум при вработување. Така? Исто така можам да се надоврзам и за тие што беа бугарски пасоши. Пред неколку години бев заинтересиран кога ми кажа тамо дека треба да потпишеш една изјава на нотар дека си ти бугарин, неговиот твојот татко, па и дури и дедото требаше да го спомниш дека бил бугарин за да добиеш пасош. Исто тоа се случува сега со етникумите. Значи луѓето сакаат да се вработат во јавната администрација затоа што таму многу малце работат, скоро ништо не работат. И така да имаат една сигурност, земаат од одредена плата која не е многу голема, али нештото може да се смени доколку приватниот сектор, платата во приватниот сектор биде поголема за едно 20-30% од администрацијата. Тогаш ќе нема интерес толку луѓето да се запослуваат во јавната администрација. И ова со балансерот, значи, треба ли да се укине? Треба да се укине нормално, затоа што се вработуваат лица само што со несоодветно образование, со угостителски факултет. Благодарам многу, ќе ве потсетам дека е 90 секунди тајмерот, што значи дека ќе треба да го наблюдувате додека нели го кажувате вашето размислување и став. А сега ќе се навратиме онаму каде што постојано одиме, а тоа е Твитер заедницата. Се разбира и црвена линија на Твитер има свој профил, но одиме и со она што го издвоивме за денеска на тема, еве, дали да се укине е подобра балансирот, па да се добива работа со стручност. Читателка на 17 септември има напишано: сите ќе мрзнеме зимава, ама важно балансирот на министерот Адмирим Алите е стокмен, иако неговата математика не е законска. Ете вака изгледаше твитот на читателка. Ако имаме гледач, веднаш одиме со гледач. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Што ме зебаваш? Дали се слушаме, вие сте во црвена линија? Намалете го тонот на телевизорот. Добар ден и убав ден. Најубав ден и вам. Ало? Ве слушаме, во црвена линија сте. Ало? Ве слушаме, во црвена линија сте. Намалете го тонот на телевизорот. Намалив јас скроз. Ве слушаме, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме. Ало? Ве слушаме, верувам дека еве може... Вака. Ајде. Ја мислам дека треба тоа да се укине, затоа што не е тоа убаво прво и прво. А второ, не сме некоја држава што секој може да... Ние сме таква држава, секој може да примаме и да ги кажуваме дека се македонци или ја кидам у Албанија, што ви кажената ќе се кажувам албанка. Па дали мене ќе ме примаат да се вработам, тоа не знам.
Ја не сум таа што они мислат дека сум ни албанка, ни турчинка, ни никоја. Јас сум македонка. И треба да се најде и на нас место, а ние сме посветна рупа на свиралце. Толку ви благодарам и пријатно. Благодарам и од страната на Црвена линија што земавте активно учество во ова денешно издание. Продолжете да не гледате. Телефонот е, подсетувам, 023076677. Ако не сте се јавиле досега, не би било лошо еве да се вклучите во оваа денешна дискусија. Сепак ќе подсетам, зборуваме за тоа до кога ќе си играме со етникумите и дали е можеби веќе време да се укине балансерот, а всушност работа да се добива според стручноста. Меѓу другото, секој на кој што ќе се вклучи во Црвена линија, нема да изоставиме да го вклучиме и во Инстаграм анкетата со прашањето дали би лажеле за националноста при вработување. Одговарате со да и не, тоа можете да го направите ако не заследите на Инстаграм, подсетувам, и тоа доколку ја отворите Инстаграм, приказната Инстаграм стори Црвена линија. Имам и уште едно прашање за вас, драги моли, дали со овие законски измени може да се деполитизира администрацијата? Да видиме што ќе каже следниот гледач, ако го имаме на линија. Добар ден. Добар ден. Секој добро и вам. Ама, добро вечер сега веќе готово. И така, ако се држиме до тоа како изгледа надвор, да, ноќта е падната веќе, но времето е се уште далеко од 5 часот. Слушај, по мене, балансерот, најголемата штета што може да биде во секаде, по сите установи, дали и цело општество, да кажеме. Сега, сразото општеството само што нема стручни лица во секоја област. Нема врска каде. Дали во приватна компанија или било под капа на државата, нема врска тоа. Значи, без стручност нема ништо. И за овци да чуват, и за стокар што било, стручно лице требат. Не може некој да речеме мајстор на зидар на кујчи да чува стока, не може. Да го избришиме од памет. Затоа се бара стручност. Ако стручноста превлади во разумот, умот на народот секаде, не само во Македонија, во цел свет, тоаш нема да има проблеми никако и се ќе се живее туба. Благодарам и убава вечер да ви биде. Благодарам многу, секако ви посакувам и убава и вечер и попладнен, но препорачуваме да останете до крај со ова издание на Црвена линија. Бидејќи ќе имаме и понатаму гледачи кои што сакаме да слушнеме што ќе кажат на темата дали со овие законски измени може да се деполитизира администрацијата, меѓу другото да подсетиме дека денес дискутираме и за тоа дали е време целосно да се укине балансирот, а работата да се добива по стручноста на кадарот. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро и вам, вие сте во Црвена линија. Се слушаме? Да, одлично ве слушаме, повелете. Така. Видете вака. Да не се игра овие со државава, подхитно да се укини то. Прво, за да се дојде све на место способните, прво администрацијата, платите да паднат долу, да се намалат. Да никој да не сака дојде во администрација. Во администрација да се исчешла човек кој е најспособен. Ако е Ром, ако е способен, тој ќе биде во администрација. А не по клуч, етникум, вакви, онакви. Пикај таму да седат дома, да не од на работа, да земат плата. И само измислуваат 300 гачки таму како да ги пикаат по администрација и да работат во Швајцарија плюс, а се водат во администрација. До каде оди ова наша држава? И еднаш закон да се направи и то на полиграф ако треба да се стават, кој е способен ќе работи таму. Кој не е способен не може да работи. А не партијата што ќе каже овој или онај. Ти е глуп или е слеп, може да работи. Не може да работи. То какај го има, само кај нас го има. Ајде, вие би чисти држава. Дали вие би лажеле за националноста доколку е неопходно за вработување? Националноста, ништо не признавам, не прифаќам. Така.
Благодарам многу што земавте активно учество во издание на Црвена линија. Ако имаме гледач, одиме со гледач. Добар ден. Ете, така си звони телефонот. Добар ден од Црвена линија. Добар ден, дали се слушаме? Вие сте во Црвена линија? Добро, во меѓувреме додека очекуваме да слушаме глас од другата страна и сме во очекување за да вклучиме нов гледач, ќе се навратиме на Твитер заедницата, ќе прочитам еден твит кој што е и коментар на еден наслов. Игор Доневски вели: во август на државно ќе се вработуваат 31,5% албанци, оти така си пресметал министерот Алити. А министерот Алити, сега ќе подсетиме, сака да предложи нов закон за кој што изборуваме, а тоа е дали со овие законски измени кои што ги предлага ќе се деполитизира администрацијата. Добар ден за новиот гледач. Ало, добар ден. Секој добро и вам, во Црвена линија сте. Ало? Во Црвена линија сте, добар ден. Моето мислење е не само што треба да се укине балансерот, не, тоа дури треба да се вратат назад сите вработени што се со тој балансер, да се вратат каму кај што биле. Значи да се укинат тие работни места што се вработени со балансер. Потребно е стручност и секој работно место да одговара за она што има завршено, а не за да се примаат ојлевци, дојлевци на работни места и никој ништо не работи. Не го заслужуваат тоа и по сите закони е надвор од фактички во законите не може да биде балансерот. Зашто балансер? Од кои причини балансер? Сега ќе ставиме амортизери, балансери, што? Ова е лично само за албанскиот лоб, за албанците. А за македонците веќе не постои ништо. Каде да појдете, 80% се вработени албанци. Јас толку работам. Толку е мојот исказ, ово мислење. А Иве, дали би лажеле за националноста при вработување? Во сите институции се 80%. И оваа влада треба да си оди на квоти. Благодарам и вам што се вклучивте во Црвена линија. Јас ќе речам веднаш добар ден, бидејќи имаме чувство дека на линија веќе имаме гледач. Добар ден, Црвена линија. Дали не слушате, вие сте во Црвена линија. Добар ден. Ете така, има движење од другата страна, се чувствува дека има гледач на линија, но ете, тоа е тоа. Добар ден, Црвена линија. Добар ден, добар ден. Секој добро. Па еве, што ќе кажете на денешната тема? Јас ќе бидам многу краток и јас. Балансеро е многу добро, ама да се избалансира. Прво, треба да направиме попис еден, ама реален. Оти бугарите преку пасошите не направија да сме бугари, албанците преку вработувања, да се пишеме албанци, за да се вработиме, и така речи не остана македонци. Не ќе се вратиме сега назад, ќе ги вратиме пасошите, ќе го вратиме албанското вработување, ќе направиме попис, па ќе го употребиме балансерово права смисла, ќе се избалансираме да видиме колку сме македонци, колку се бошњаци, срби, сите народи во Македонија, па тогаш ќе правиме устави, граѓански, селски, било какви сакате, ќе ги направиме. А вака под овие услови нема шанса да се пипне уставот, зашто навистина трагедија ќе биде за Македонија, за државата, за македонскиот народ. Толку сакам да ви кажам, поздрави на македонскиот народ, нека ја дигне главата гордо, високо и само напред, нема предавање. Благодарам.
Благодарам и вам. Сакавме секако да ве прашам да земете учество во денешното Инстаграм анкетно прашање кое што го објавивме на стори. Бидете активни на Инстаграм, црвена линија подсетувам. Таму ве прашуваме дали би лажеле за националноста при вработување. Одговарате со да и не и тука некаде по рекламите секако ќе ги соопштиме резултатите. Добар ден за новиот гледач. Добар ден. Добар ден. Убаво ве слушаме, тоа е најважно, вие сте во црвена линија. Повелете. Дали е време балансерот да се укине? Не да се укине, уопште да не постои. Во која држава има тоа балансерот? Нека го научат македонскиот јазик да им пренесете таму на тие. И тој што го предлага, не знам името, Алити, како ли се вика, дали му е исправна дипломата прво? Нека проверат. Не знаат македонски, идеш таму за еден документ, на шалтер ја задржава вработената ја праша, она вика, што не ти е јасно, тој вика, не разбирам. И што очекуваме? Но ова е срамота, значи, и како прашувате дали би кажала дека сум друга националност, па тоа е стварно, мислам, нечовечко е. Не треба уопште да се постави такво прашање. Но има такви примери каде што при вработување се давале поинакви искази. Дали е људски тоа, еве, вие сте млада особа. Дали би се понижиле, како да кажам, да кажете дека не сте македонка, да се работам, па ако треба никад да не работам. Никогаш да не работам. Па тоа е стварно преку секаква памет. Подхитно да се направи тоа да нема да ги научат македонскиот јазик, да го зборуваат, ако сакаат да работат во администрација. Затоа што за еден документ ќе чекаш 15 и више што може. Благодарам многу што се вклучивте активно во црвена линија и искористивте можноста да го кажете вашиот став во 90 секунди. Во меѓувреме, додека да вклучиме нов гледач, повторно ќе се навратиме на Твитер заедницата, ќе одиме со еден твит кој што е дури од 31 март, но еве зошто го издвоивме. Контра мрако, контра сили вели. Отука ниту едно вработување во јавни институции не е поврзано со стручно знаење, туку со партиска припадност и некакво квази изјаснување за национална припадност, според моменталните потреби. Секако сето тоа не доведе тука каде што сме длабоко зацапани во сопствената кала, од која не само што не можеме, туку нема ниту желба за обид да искочиме. На гласачкото тело и на неписмените богатуни така им одговара. Нас не одговара да има во поголем број, да слушаме што повеќе размислувања и искуства. Ќе посетам денес зборуваме за тоа да до кога ќе си играме со етникумите и дали е време да се укине балансерот и работа да се добива по стручноста на оние кои што се вработуваат. Добар ден. Добар ден, добро вечер, Македонија. Добро вечер. Па, ќе биде вака со етникумите, додека имаме луѓе во СДС кои одат во Швајцарија и на најекстремни албанци им ветуваат да нема рамковниот договор, да се албанизира цела Македонија, секој парче земја и секоја институција. Така Заев направи, или појде во Швајцарија и ветуваше се и се што. И има видео на YouTube каде еден од тие албанци најекстремни што финансира војна кај нас и во Косово вели Заев е месија на албанците. А па други рекоа дека СДС е првата албанска партија во Македонија. Таквата партија СДС, која се витка кичма пред бугарски фашисти, грчки фашисти, албански екстремисти или фашисти, Македонија дерман нема да има. Додека во таа СДС партија не застане еден човек, македонец или македонско раководство, кој ќе брани Македонија и македонски интереси, со почит на другите малцинства, нема дерман да видиме. Значи, клучот е СДС. Тие секогаш се на антимакедонска страна и се ровари на секаде. По било кои институции роварат некои кои немаат ни знаење, ни лојалност кон Македонија, а македонци лојални кон Македонија и кои имаат знаење, ќе видат понижени, обесправени, па и затворени. Благодарам и вам за јавувањето. Одиме виднаш, ме јавуваат од режија, имаме гледач. Добар ден.
Добар ден. Секој добро, вие сте во црвена линија. Поздрав до вас, поздрав за емисијата. Благодарам, голем поздрав и до вас. Одлично ви е прашањето и темата. Значи, јас ако се прашувам, никогаш не би лажил за етникумот, на кој етникум сум, ради вработување. Али, што се однесува до другото прашање, балансерот треба подхитно да се укине, затоа што не само во администрација, него и во јавните предпријатија има доста лица кои што се вработени, се водат само на платен список, а истите дури не се ни во државата, се надвор во Европската Унија, каде што таму работат, земаат плата и од јавната администрација, од јавните предпријатија, што, да речеме, на еден начин им го земаат лепот на оние што стварно им треба, стварно што треба да се вработи. Значи, тоа треба да се направи на контрола добра. Ова не е само од сега. Значи, ова е од 2015, кога негде околу 8.000 лица седеа дома и зема минимална, не минимална, него зема просечна на плата. Значи, ова работата е сгрешена многу поодамна. Значи, не е само од ова сега што треба. Така, ќе подсетам, внимавајте на тајмерот 90 секунди. Одеме со нов гледач. Добар ден. Да, добар ден. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Поздрав и до вас. Ова прашање денески ви е добро поставено. Секојаш треба работно место да се зазема по стручност, а не по балансери, што кажуваат. Тој балансер, да му кажам на тој од Прилеп Тале, дека го донесе Никола Груевски, не го донесе СДСМ, критикува многу криво. И втора работа. 2001 година јас бев учесник во војната. Јас работев во Мавара 30 години. 2001 година, знаете ли кој го донесе Охридскиот договор? Љупчо Горгиевски со Арбен Джафери и Борис Црковски покојни. Не го донесе СДСМ. Нека сватат луѓето дека СДСМ не носи вакви злобни закони во Република Северна Македонија. СДСМ работи, како и сега што работи. Јас затоа барам сега, подхитно, БЕСА, Алијансата и другите они алтернатива, кои бара да се отвори Охридскиот договор, да се исфрли 20%. Не може да се отвори Охридскиот договор, јас отправено ќе ви кажам. Охридскиот договор е меѓународен договор подпишан од Женстеду или од ТАР. Тоа од Европа и од Америка подпишано. Тоа може само на меѓународен суд да се отвори тој закон. А не може некој како сака да бара, дајте ми толку, дајте ми овоку, дајте ми... Не. Двете партии македонски треба да се здружат и да направат она што треба да се направи. Да не се дозволува растурање на Република Северна Македонија. Ви благодарам многу. Благодарам и вам. А, драги мои, она што е следно се рекламите, а потоа резултатите од анкетата. Подготвени сме да ги сообштиме резултатите од Инстаграм анкетата. Ќе ве подсетам само за следете на Facebook, Инстаграм и Твитер и таму продолжете да коментирате, шернувате и лајкнувате. Оние што одговараа на денешното анкетно прашање дали би лажеле за националноста при вработување, резултатите се следни. Со да одговорија 13%, а со не 87%. Ете вака изгледа тоа. А, драги мои, сега ве припуштам на програмата на Телма телевизија. Имајте убаво попладне, кое што личи на ног, се разбира, часот се врати наназад, но ние во истото време се гледаме утре со нова тема. Довидување.